Извинете. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, денешните измени на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за шуми имаат со цел да се извршат интервенции во неколку членови на законот, односно доуредување на членот 69а, 82е, 82ж, 82л, 86а, затоа што постојното законско решение во членот 69а не обезбедува доволни прецизни функционални правни поставки и околу оперативноста на системот за следење на дрвната маса, што во пракса создава ограничување на неговата примена и да намалува постапката и ефикасноста на постапките поврзани со следењето на таа дрвна маса. Постоечкото законско решение во досегашниот период му обезбедуваше следење преку системот за дрвна маса само на претпријатието Македонски шуми, но не и за останатите корисници, како национални паркови, собственици на приватни шуми и приватни складови за промет на дрва и дрвни производи. Така што овој систем беше воспоставен само за национални шуми. Согласно проектот на Европската унија за реформи во шумарството, шумарскиот информативен систем се воспоставува во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, а негови корисници ќе бидат сите кои што стопанисуваат со државни приватни шуми и вршат промет на дрва и дрвни производи, а не само националните шуми. Резултатите од овој систем веќе се очигледни, затоа што национални шуми веќе работи многу поодговорно и подобро се контролира продажбата и на дрвата. Следните измени во членовите 82е, 82ж, 82л се вршат измени и дополнувања во делот во кој што се уредува условите, начинот на постапката за спроведување на обука, полагање на испитот на шумски полицаец, како издавање за уверение за стекнување со звање на шумски полицаец. Предложените измени не воведуваат нови правила или обврски, туку имаат за цел рационализација и поедноставување на постојното законско решение, како и отстранување на некои одредби кои што повеќе не се применливи, со што се придонесува кон правна јасност, правна сигурност, ефикасна примена на Законот на шуми. И друг дел на измени е дополнувањето во членот 86а, каде што се предвидува додавање на став 5, во кој што се уредува прашањето за пресметка на стажот на осигурувањето со зголемено траење за одредени категории на овластени службени лица. Односно, со новиот став во членот се утврдува дека овластените службени лица распределени на работни места А3, А4 и ниво Б со стажот за осигурување им се смета за зголемено траење, односно на секои 12 месеци ефективно поминати на соодветното работно место се пресметуваат како 16 месеци стаж за осигурување. Со оваа одредба се признава специфичниот карактер и работните задачи и условите во кои што работат овие службени лица. Работните места се со зголемена изложеност на ризик, теренска работа, физички напор, извршување на задачи се отежнати и токму затоа се преминува кон овие законски измени. За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот и истиот не повлекува дополнителни материјални обврски. Поради тоа што не се работи обемен и сложен закон, согласно член 175, предлагаме ова да се оди по скратена постапка. Ви благодарам.